Помина речиси 5-6 години, кога така да речам последен пат прочитав низ поречието, поточно речено кога во 2018 господово лето за Водици го посетив селото Тополница. Ете како што вели народот, Господ милувал, порече повторно да го посетам, но овој пат на ден пред големиот христијански православен празник Богојавление, или по нашински кажано Водици, на Водокраст 2022 господово лето, и тоа во селото Локвица, од каде што го започнувам моето овогодишно патешествие низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат решив да прочитам низ атарот на селото Локвица, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, затоа што каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја, каде што секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода навистина е историја на ова населено место, а за сето ова говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари сакрални градби од сите исторички епохи на целата своја територија, од давнина до денес, кои се дел од парчето земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Почитувани мои, сето ова што претходно го напоменав, ме наведе дел од моето патување низ селото Локвица да го преточам во оваа документарно патописна репортажа. Почитувани мои, да напомнам дека домајкин и водич низ селото Локвица ми беше Славко Ангелковски, последниот, така да речам, мохиканец од 9 деца на Радован и Мирослав Ангелковски, родом од селото Локвица, кој, иако со постојано место на живење е во Македонски Брод, редовно е во неговото родно село, селото Локвица. Иако со години крстарам низ поречието, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели дека не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе окаже тоа. И навистина така и бидна. Едно студено зимско јануарско утро, на самиот почеток на новото 2022 господово лето, рано, мощно рано ми зазвони мојот мобилен телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жича слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране. Како си? Да не те разбуди", ми рече. "Добро утро", му реков. "Буден сум, одамна сум буден", додадов. Ете, јас така порано, знаеш, по селски, оддалеко се јавувам, дури од далечна Австралија, од градот Сиднеј. Долги години ги гледам твои емисии за нашиве села. Голем себап ќе ми направиш да си ја видам мојата Локвица овде во Австралијава. Оти, ете, поминаа веќе неколку години како не сум си дојден во Македонијава наша, во мојата Локвица, па си велам сигурно го немаш посетено досега, еве овде е веќе замрачено, па овде сум со моите двајца браќа Душан и Иван, гледајте ги емисииве твои и си разговараме да те замолиме да појдеш во селово наше да направиш едно убаво слико. Што велиш, ме праша. Слушај вака да ти кажам, одамна му се токмам на твоево родно село Локвица да го посетам, ама никако да му дојде редот, како што знаете вие поречени да кажете малку на повисок глас, на шега му подвикнав. Ете сега кандисај се, и тој со повисок тон ми довикне од другата страна на неговиот телефонски апарат.
Ние своето го кажахме. Сега оставаме на тебе, слушнав како ми довикуваа неколку гласови во хор. Бива, како не бива, им реков. Ако можеш пред водициве или за водициве да отидиш в село, ти само појди до Брод, а од Брод Славко, брат ми со кола ќе те земи. Тој нема да те остави сам да шеташ низ пустелијава поречка, ич да не му се секираш. Ми велеше Злате Ангелковски. И навистина така и бидна. На сам ден на Водокрст, кој секогаш се паѓа ден пред Богојавление, рано изутрина во зорите, заедно со мојот возач Димче Ковиловски, тргнавме напад. Времето беше вистинско зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелеа на хоризонтот, кој не обкружуваше околу нас, додека возевме по патната делница Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево. Некаде пред пладнето пристигнавме во Македонски Брод, каде што на старата автобуска станица не пречека Славко Ангелковски. Откако си рековме здравоживо, Славко не покани најсетне да појдеме кај него дома во Брод, малку да се стоплиме. Неговата покана со задоволство ја прифатив. Откако малку се стопливме и така да речам, како за добре дојде, малнавме по 2-3 чашиња топла шербетлија препек сливова локвичка ракија, си го почнавме муабетот надолго и на широко, вурес и вукрс, за се што било, за се што не било и за се што ќе биде во иднина, што се вели. Јас сум Славко Анđелковски, моментално живеам во Брод, иначе потекнувам од целото Локвица. Ајде малку накратко твојата лична родовска ојчок лична карта. Од која фамилија си, која ојчуго Галабија, како се гаше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти, твоите колку деца ојчо сте во фамилијата? Во фамилијата сме 9 деца, иначе татко ми се викаше Радован, мајка ми Мирослава. Така. Радован од село Локвица и А баба ти? баба ми Пеца. Та од која село беше? Исто од Локвица. Од која фамилија таа беше? Фамилијата се викала Крстевци. Така. А рече дека вие сте 9 деца. Ние сме 9 деца. Ајде ми кажеш како се вика. Најстариот се вика Злате, по него иди Душан, па Иван, па Гоце, па Анđелка, па Славко, па Мирко, па Рада и Каролина. Кај се наоѓаат? Моментално во Македонски Брод само јас сега, другите се сите ван Македонија. Каде? Австралија имам тројца, Кој се таму? во Сиднеј, Злате, Дуле, Иво. Така. Во Аустрија имам Гоце, Мирко, Каролина. Во Германија имам во Штутгарт Анđелка, сестра. И во Скопје имам Рада. Добро, што беше тоа? Ти да останеш тука на коренот во Македонски Брод, во Паричијето. Секој пат мора некој да остане на огништето. Така е. Се слушате ли овој со браќите и сестрите? Па сега со мобилнава по Вибер нон-стоп, нема ден да не слушаме со сите. Кога ќе ги видиш на Вибер и брат и Злате и другите браќи и сестри, гледаш насмејани, малце и натажени, некојаш поплачувате. Па се и тоа може да се деси. Невидени. Сега вака, да те прашам, ти си, кој си поред во тие 6-7 деца што ги напомни? Шести. Шести. Да. Може ли да се седиш кој најмногу со кого најмногу се согласуваше, а со кој најмногу се караше? Кај нас секој пат се согласуваме сите. Немаше кај. Така воспитан, од татко ми и мајка ми. Така, како ти се викаше даскалот, што те научи да читаш, пишуваш. Ристо се викаше. Од кај беше тој? Тој родом од Растеж. Што е тоа што те влечи еве овдека да дојдеш во Локвица, иако не си роден тука? Во Локвица те влечи коренот. Дедо, татко.
Стои ли куќата? Природа. Стои ли куќата кај што е роден татко ти, мајка? Куќата кај што беше роден татко ми, на времето дека немаше иденото и навака, турнат. Дрвото разграбано, камењата и тие. По така да речам краткиот престој во домот на Славко Ангелковски, тргнавме во правеж на селото Локвича, претходно поминувајќи низ крстосницата Брод, Прилеп, Самоков, селото Суводол, селото Девич, попатно застанувајќи на местото викано Девини кули и пештерата Пешна, малку да одмориме и да се насладиме на колоритната снежна убавина што и го дарила природата на овој крај. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина да проследите и вие во продолжение на оваа репортажа. По краткиот одмор го продолживме патот. Минувајќи низ 5-километарското асфалтирано Локвичко џаде, мојот домаќин Славко Ангелковски ми раскажа дел од многовековните поречки и водичарски адети и обичаи кои до ден денешен се почитуваат, каде што заводици поречени се собираат во нивните села, каде и да се наоѓа ширум Македонија, раскажувајќи ми дека водичи поречани ги слават 4 дена, ми кажа дека секое мало си има свој водичарски крст и водичарско котле и во зависност од тоа колку мала има селото, толку водичарски крстови и котлиња ќе брои селото, а воедно ми кажа дека секое мало си има малски кум и лажи кум. Овдека во поречкиве села за водици не се јавуваат нови кумови. Кумовите се одредуваат по родовските фамилии редоследно. Лажи кумот всушност е кумот за наредната година. На сам ден на водокрст во раните утрински сати, малскиот кум и лажи кумот ги посетува сите мештани од неговото мало, канејќи ги да дојдат на утринската богослужба во селската црква, на ручек и на вечера, а канењето строго мора да заврши сат пред полноќ, а вечерта на полноќ речи се од сите села порече, без разлика кое село колку малски водичарски крстови и котлиња има, кумовите и лажи кумовите се собираат во манастирот Света Богородица, а утредента во секое село во селската црква се одржува утринска богослужба, потоа секој кум од своето мало ги поканува мештаните на заеднички ручек и вечера во наредните 3 дена. А четвртиот ден лажикумот станува кум за наредната година, ми раскажуваше Славчо Анđелковски. Пред да влеземе во селото, го замолив мојот возач, Димчета Ковиловски, да го запре возилото, да направам неколку кадри, како со мојата камера, така и со мојот фотоапарат, кој секогаш си го носам со себе, а со Славчето се договоривме нашето зборно место да ни биде на Локвичкото сред село.
Почитувани мои, да бидам искрен и пред себе, а и пред вас, од ретката што ја видов, од хоризонтот што ме окружуваше, не можев да се изначудам. Прекрасна, колоритна убавина, вистинска питомина, вистинска дивина, недопрена природа, човек да се наслади од тоа што го создала природата, но и да тагува од она што денеска останало од некогашното село Локвица. Иако Локвица не изгледаше од оние вистинските заборавени македонски села, сепак додека ги снимав почетните панорамски видеокадри од хоризонтот што ме окружуваше, така да речам скришум го прати мојот поглед код селските кујки со качења да здогледам некој очак да чади или некој човек да помине. Не можев сам на себе си да си поверувам на мојата мисла, која некаде исконски произлегуваше од мене, велејќи си, можно ли е толку големо село, а да не сретнеш човек? Можно ли е толку големо село, а да не слушнеш куче да залее, да му даде абер на неговиот домајчин, дека туѓинист доаѓа в село? Почитувани мои, да бидам искрен пред се, пред вас, а Бога ми и пред себе, многу се израдува кога зад куќата, која се наоѓаше на чошот каде се спојуваат двете селски сокачиња, на што туку разгазениот снег, од никаде излезе кученце и откако со неговиот поглед ме избери и процени дека во селово не доаѓа некој намчор, туку добар карактерен човек, милно мавтајќи со пашката ми се приближи. Почитувани мои, предлагам дел и од оваа наша заедничка средба со Кучево да проследите во продолжение на оваа репортажа. Да. Куч. Почитувани мои, откако така да речем со кученцево се историвме здравоживо, заедно со него кинисавме низ локвичките патчиња и сокачиња. Додека со кученцево влегувавме и излегувавме низ сокачињата и патчињата, малку позастанувајќи за подблизу да ги видам селските куќи, плевни дворови, од мене на исконски начин една по една ми излегуваа мноштвата историографски записи што ги има прочитано за селото Локвица, а голем дел од овие непорекливи драгоцени записи со веродостојни сведоштва и исторички аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите локвичани по раѓење или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Првпат селото Локвица во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Пресвета Богородица, меѓународот попознат како Поречкиот манастир, во црковните повелби од 1346 година на царот Стефан Душан Немањич, во црковната повелба на кралот Стефан Урош Пети Немањич, Урош Несилниот, издадена во возновениот Поречки манастир од 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, посветени на
на манастирската црква Свети Димитрија Солунски и на манастирската црква Христово воскресение како составни делови на манастирскиот комплекс Поречкиот манастир. Во пишаните отомански дефтери, селото Локвица првпат се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1410 година под името Локвица, кое броело 14 семејства сите рисијански. Во отоманскиот дефтер од 1510 година, кое се однесува за селото Локвица, е запишено дека во селото имало 83 ханчења, 9 неженети и 8 вдовици. Во пописниот дефтер од 1568 година, селото Локвица и селото Крапа се заведени под името Локвички Крапски атар. Селото Локвица е запишено и во пописниот дефтер од 1662 година, кое им припаѓало на Мудурлакот, кое се наоѓал со селиште во селото Сабоков, во кое живееле 65 домаќинства, сите рисијански. Во отоманскиот дефтер од 1670 година е запишено дека вкупниот данок кое селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња. Дека селото Локвица на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографскиот преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во неговиот труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото Локвица броело 840 жители, сите македонци. По податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, запишено во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во Локвица живееле 136 семејства. Дека селото Локвица на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи Петар Јовановиќ во неговото дело Порече за селото Локвица го забележал следното. Од најстари времина поречкото село Локвица се наоѓа на денешнава локација. Ораниците им се наоѓаат јужно од селото. Шумските кории се во собственост на селаните. Секое семејство има просечно по 10 питоми костенови стебла, кои мештаните ги користат како за исхрана, така и за размена за житарици со полските села. Со вода за пиење се снабдува од планинските извори. Поголемиот дел од семејните родови од ова село се доселенички родови. Според статистичките податоци, кои датираат од 1926 година, доселеници во селото Локвица се Тодоровци, Илиовци, Ѓорговци, Србиновци, Бачовци и Кусовци, кои потекнуваат од ист предок, а во Локвица се доселени од некогашното село Барбарас. Додека пак Домазетовци водат потекло од селото Жрже, а и семејниот род на Војчевци води потекло од селото Субодол. Почитувани мои, така да речам, и овој пат не забележав како брзо пристигнав на Локвичкото срцело,
старешто ме пречека Љубомир Стојковски и Гоце Велковски, а откако и со нив си направивме здравоживо, си го почнавме муабетот надолго и на широко за локвичкиот живот, што се вели. Јас сум Гоце Велковски од село Локвица. Така, колку години имаш? 50 години. Така. Што беше мотивацијата, да речеме, се занимаваш со сточарство, со овчарство? Па немаше друга инвестиција, мораше да чувам стоката, татко ми ги остави и ја ги презех до стоката за да чувам, немаше работа, нема ништо. Тоа. Како се викаше татко ти? Живко Велковски. Мајка ти? Злата Велковски. Таа од кај беше родом? Посланско. Од Сланско. Колку овци ти остави татко ти кога беше жив, така речено? 80. Сега колку ги имаш? 120. 120. Се вака едно би рекол, за да се чуваат овците, потребно е и храна, потребно е и... Потребно сено, зоб, све да се прибери за зимскиот период. За 6 месеци од Митровен до Ѓурѓе. Так, како се снабде ова година? Ова година купивме сено. Колку очи килограми купи, по која цена? Некаде околу 600 тонги сено зедов по 120 денари и 5 тона јачмен. Так, да направиш една рачуница, ќе ти остане нешто што се вика? Ништо година. Так, колку јагнина очекуваш? Некаде 70-80 јагнини. Со пласмано ќе има? Па би требало да има. Так. Инаку на млекото што му правиш? Сирење го правим. Сирење? Колку ова година имаше канти оќе на боле? 60 канти. Го даде сето? Сето да. По која цена вака? 200 денари. Так. За Инаку ова имаш однапред Однапред. купчи што се вика. Сега ова едно да те прашам. Овдека ти постојано живееш. Да, постојано. Кооперација имате во селово? Немам. Ами за леб, брашно, сол, Македонски бротови. така и скупуваш што ни треба. Ами човек ќе фати, ќе офати еве сега зимно време грип. На лекар? Феме на лекар, ќе си појдеме на лекар. Македонски бротови. Ја имав дедо се викаше Петре, 92 години живееше и велеше, нучко, кој ќе фатев грип, нали ќе ако беше зимно време, па зимно време грипа пајка. Вика греја на ракија, вика овој ќе мавне оќе да ти чашина, искришу му. Ама тој што пил, тој што не пил. Тој што не пил, ќе гледал. Туку вака едно. Ги слушаме јагнината Блекат. Да. Ќе треба што се вика, мора да биде шорив. Ќе може ли да овој да направи некој кадар? Ајде, ти напред. Се сталиве може. Така, ајде напред. Ојте ми. Да се Љубомир Стојковски. Иначе, роден во Требино, овде дојдем сега. Ама свеколно е тука. А старите се преселени од Локвица во Требино. Тие биле бочвари. Ради дрвото се појдени таму. Како се викаше, татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти, Татко Царитон, мајка Грозда, така, баба, како ја вика, Сирма, така. а дедо твој Крстер, Домаќиката твоја, како се вика? Мара, Мара, таа од кај ти е? од Локвица. Ќе може ли малку прво да помометам со твојата домаќика, а после тоа со твоите гости, ќе може ли? Може. Јас сум Мара, Така, родена сум во Локвица така. и живеам моментално сега па живеам во Локвица. Од која фамилија си од овде? Сум од фамилијата Дуковски. Така. Ај се да ми кажеш како си викаше татко ти? Татко ми се викаше Ѓорѓија, Така. мајка ми Русанда. Дедо ми Апостол, а на дедо ми татко му Дуко. Така. Може ли да се присетиш како беше животот во Локвица, кога беше ти, што викаме ние и поречаните, и полјаните прилепчани, кога беше чупе на времето? Абе, се живееше убаво беше. Имаше многу народ, имаше све. Се живееше убаво. Со домаќинот твој, како се запознавте? Кое време беше тоа? Зимно, летно, пролетно? За Зимно. ѓоѓе?
Зимно време беше. Така. И како те дадоа бегалка со свадба, со столици? Свадба. Колку Господ со домаќинот твој ви даде челат? 3 имаме, 2 сина и 1 керка. Како се викаат? Керката се вика Тања, синот постариот се вика Тони, помалиот Дејан. Колку внучине имаш? Внучина имам 5. 2 машки и 3 девојчини. Ајде имената нивни. Кристијан, Матеј, Михаела, Леона и Теона. Кој ти се најмили? Сите ми се мили. Сите 5. Од кога преку денот ќе завршиш со работата? Навечер кај се собирате, да речеме вака едно? Никаде дома. Сега моментално дома. Како беше вака да сетиш за Божик, за Велик ден? Многу беше убаво. Божик, Велик ден, 3 дена Божик, ќе се играт тамо кај црквата, ќе има музика. 3 дена Велик ден, Дов ден. Сите празници овде имаше музика. Овде беше многу убаво во тоа време. Иде ли бечари од Иде, Крапа, иде. од другите села? Крапа, Вир, Белица, иде, Црешнево. Втората половина на 18 век за Локвица е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на Шамаковскиот мудур на Башибозукот, предводен од Чајабек од селото Дебреште. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на разорнатите 2 цркви, Свети Атанасије и Свети Димитрија, која се наоѓа во северо-западната страна на селото, чија основа на црквата е крсна во форма на правоаголник. Внатре има мала галерија за хор. Во овој храм се чуваат значајни црковни предмети и книги. Во дворот на црквата се наоѓа високата камбадарија. Во подалечното минато, локвичани учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Меѓу најпознатите личности од селото Локвица се македонскиот револуционер, деец на македонската револуционерна организација, војводата Арсо Јовев Локвички, кој за време на Илинденското востание тој се наоѓа во четата на Јордан Пиперкјата, како и Јонче Дуков, Кузманов, Јован Стојков Брајанов и многу други. Исто така, Локвица не ја избегнуваат воените действија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата и втората Шведска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски и речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратени на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. На ударот за слободна и независна Македонија, од селото Локвица во народно-ослободителната борба ги положиле своите животи и Бошко Смилевски, Димитрија Четановски, Кире Аџиовски, Љубе Адамчевски, Никола Кузмановски, Павле Силјановски, Панто Димовски, Радивој Николовски, Радивој Милевски, Стојмир Рупчевски, Славе Трајковски и Спасе Аврамовски. Колку наназад колена знаеш од твојата фамилија од Звековци? Од наназад имат Борис, дедо ми,
Така. по него иди Змейко, од Змейко Анđelko, од Анđelko Најдо и од Најдо Дуко. Ке може ли малце во тие твои спомени да ми кажеш кој кога е роден и колку години има кога заминал кај Бога? Дедо ми Борис бил роден 1898 и живеел до 1982. Колку години? 84 години. Така. Татко ми Радован, роден 1935, живееше до лани 2020. Така. Стрико ми Стојан, 1927 година, живееше до 2021 сега. Ти како млад човек на времето, што ти кажува твојот дедо за животот во Локвица? Како бил, шо бил? Во времето животот во Локвица бил многу добар. Дедо ми кажуваше, имало 300 кујчи, народ многу, стока, се работело и така. Колку, да речеме, имале твојот дедо на времето овци, крави, кози, коњи? Ја памтам како дете негде чува околу 350 овци во Македонски Брод. Така. Имам наисто крави, кози, меѓу 4-5 крави, 20 кози и така. Како деца мали се бевне запослени сите што викат со овците, со кравите и така. Се радуваше ли кога ќе се облягнеа овците, кога ќе имаш Тоа зелен? најубав радост било. Јануар месец, кога ќе почнеа да се јагнат, јагнина, јарина. Се- Ете многу. Која би беше куќна слава? Куќна слава, Петкоен таа ја прави, не летна слава, Локвичка. Така. Али Петкоен биш, да, Петкоен. И Троен Пантелемо, Пантелемо. Пантелемо, Така. Петкоен. Кој ќе се оберевте во Брод, во куќите на дедо ти, на татко ти. Петкоен. Колку мина бевте дома, да рече, кој ќе дојдеа гости од Локвица, цело порече. Ние бевне само 11 души и дедо ми 12. Башка луѓе кои ќе дојдеа, тоа беше еден вод, чета. И кој ќе се запееше песната македонска, Македонска песна, сето весело и така. кој ќе викнеше пиксокот на гајдата, на кавалот, па хармониката, Хармоника, вамо таму. па и песната со и песната македонска, како што рече, подмачкана со ракиче, со салатичка. Со убо сирење, овчо, кравио. Сако ќе прочиташ низ село, куќите на Меленковци, понавод кажано, падната, кај Смирновци нема никој, кај Змековци нема никој, кооперацијата затворена, училиштето кај што твојот татко учел на селичи, ама не на училиште, Да. за жал деца нема, ти плаче душата или ти се радува? А нема што да прави сега, ситуацијата таква е, времето такво е и да плачиш, исто ти се фаќа. Традиционалниот печалбарски начин на живење не ја одбегнал ниту Локвица. Гурбеџиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и во Стамбул. И покрај тоа што многу локвичани имале дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење и за земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други огледувале помали и поголеми стада овци.
Що правиш, Арна си? Арна еве плива в градинче. Що ти беше ова садено? Ова беше пипер. Аха, Пипер беше, пак да го изпор на тревище, реков. так, Да се очисти. так, так. Що поработваш друго вака се? Ништо, троа граб, троа пипер. Крава чуваме, ој месо неа. Аха. Тоа. Како е со величите ова година? Ништо не чини, не. Немат ништо така ретко. Аха, суша беше. Суша многу беше. Так. Само маките што и Ами што да правиме са? Со кој живееш овека? Не, ја овде, одовде судеа и као на момажена си. А, од која фамилија си од овде? Одовде од Стојмира Од су. Стојмира си, ја? Па мажена су Кајоновци. Кајоновци, ја? Кајоновци за Так. Благоја. Аха, так. Стојчевски. Така, кај ти е домајчинот? Кој да е? Со кој да? Кравата е. Аха, Да. така. Челата кај ти се наоѓа? Ами, си имам две деца. Едното машко, едното женско ми е. Така. Едното ми е Скопје, милицаец. Милицаец, а? Да. Така. Во Долнолисиче Добре, седи. така. А девојчето ми е страшно омажено, пак во Брод седи. Тама, миличината доаѓа? Како не ја идат, си ја дојдоа теле си заклавне. Така. Син ми, зет ми, ќерка ми. Колку мучини имаш вака? 4 има. Так. 2 од машкото, 2 од женското. Како се викаат? Горан се викат Бранка од машкото. Така. А Дејан и Дијана од женското. Кој ти сака помили? Кој се поќе околу тебе? Сите ми се мили. Сите, а? Сите ми се прстие си ме бола за сите. Так, Ако едно помало. Така. Види ова да те прашаме на кој ќе завршиш што работа вака. Да. Со кого вака навечер? Кај се овој со... Дома, никаде. Так, имаш комши? Не, има туку секој. Секој си е брка работа, Секој да? си е бркат работата, Так, си работи так. денеска, па не може ни да разговараме. Так. Плесни се дома. Так. Што години имаш вака? Ами 39-та су. 70 без малку, а? Да, 68 Так, години. так. Ти служи здравието? Слаб. Слабо, а? Слабо. Налека кај одиш вака? Доктор иде? Брод. Брод, а? Со што идиш до таму? Ами, со што ќе наеш, со автобусче, со кола. Ага, Так. ага. Слушај, ова есерна доаѓа, заврна неки застуде, како се стави со дрва сега ова година. Еми имаме магаре. Аха, Со магарето си носиме. полека, помалце, а? Ништо да правиме помалку, Так, да се живи. така, постаро иди. Иди како не иди, кога како. Кога Некој како? пат на 16, некој пат на 20. Так. Некоја работа, Так. како ќе му пушати парите, не. Во Скопје си била? Па некри бев пред 2 недели. Кај е побав животот, таму или овде? Ами што нам ја доцена за 3 дена. Така е? За Така, 3 дена да так, ти так. најдеш ќе те пречекат. Така е Да тоа. седиш, Так, што веќе оцениш. Так, Ами кај ќе оцена сиромаштија се секаде, кому да му се обесиш. така е, бога ми. Така е. Тешко Може и ли да се живее во село во Локвица овде? А? Може ли да се живее во село? Ами се може тути да не војца има Така. и донесу, а патот Така. се направи. Така. И тоа. Леп место ли купуваш? Кога како? И меса, и купува. Кога како? Ова да ми кажеш, кога имаше повеќе намус вака луѓево, си имате и свекрава и свекор, така речено, кога имаше повеќе почит кога посадите, сега или тогаш? Тога и сега како сега. Сега Веќе на белата е. Сега секој ќе седи, а? Секој и од детето мало не смееш му прогариш. Така е. Туку слушај, оди заврши си ја работа, ќе дојде мајчино со кравата, треба да му запалиш огот вечер Ќе да му му направиш. запала, ќе му Ета, запала. и да го поздравиш многу од нас, Фала важи? да сте живи, здрави. ајде. И вие фала. Ајде, поздрав голем од нас. Фала, Мишо. Значи, голем поздрав до нашите во Австралија, Злате, Дуле и во Гоце, Мирко, Каролина и сите македонци кои се наоѓаат ван границите на Македонија со
желба што поскоро да се идат и појче пати во Македонија. Динче, сото ми има направено една емисија за тебе, печалбар од Динче Джими Ковиловски, од селото Вранче, и кога ја правевме емисијата, кога гледавме, ја пуштив песната Возот бајќа трнува, и ти ми рече, Зоране, кај го најде она локомотива стара. И не сам ја некој други не рекол. Дали е тежок печалбарскиот живот? Печалбарскиот живот од секогаш сум верил јас. Ако го мразиш човекот или комшијата, пожели му само да оди во иностранство. Не може да видите никогаш ко свое во туѓина. Дискриминација секогаш имало. Знам, ако бев во Германија, се роди детево мало, поделено во Германија. Ова е католичка болница, ова е евангеличка болница, ова е католичко школот, ова е евангеличко, ова е градинкава католичка, ова ние верници, ни во едната не прима, ни во другата, и така од двај го примаме детево во Шпанска. И после морав по моја иницијатива, само да речам на германска и феширени, различна вера, значи као да е мајка ми протестант и татко ми католик, посебно нас не дискримина православниот ортодокси, тоа е нешто арогантно, не? И во почетокот така беше, може за 30 години, после кога сум премалку реков оде дека баш одишло во село учителка донесов, не одобри овие, устам ја речем сега, шулам на нивно се вика на наша просвета, да не одобрат наставник, и тоа германците ќе плаќа, а овие не сака. Таму генералниот конзул беше и сега е конзул таму, Кнежевич Србин, и не одобруваше се, македонците не одобруваат германците, а конзул не одобруваше нас, снимане српска школа, снимане српска црква, снимане руска, бугарска, му кажам дека татко ми го тепале бугарите, србите го тепале дедо ми, ја рекол ако треба и за моје 3 деца, тоа ќе донесам приватно, ќе ја плаќам, и тој ми рече, ми претеше дека ќе ја протерат прво за назад, ја му реков ти не ме донесе ја протераш, и од тука збирав, правев по град до периферите, не дека најде околу 28 деца, па учителка ме донесе, нажалост и таму и почеле таа, и од сето почна наставата, ајде формиране македонска црква, ајде македонски фолклор, македонска фудбалска екипа, во управа сум бил во едно, во друго, и на крајот од тука ме повика тој Кнежевич генералниот конзул, ме тапка по раменци и ми вели да има 30 македонци како што си ти, ја ќе би биле одржава, па ја ќе не биле одржава. Кога ќе чуеш нашата песна македонска, кога беше таму во Германија, кога ќе се чуеш пред се со твојот син во Германија, твојата снаа и твоето внуче во Германија, и се син ти во Австралија е снаата, ти плаче ли душата или ти се радува? Па и едно и друго, плачењето може и од радост да плачеш и од жалост. Секојаш вели лекаро остај го, нега се исплачите да излезе тоа. Кога ќе слушаш песната Австралија, земја далечна, кога ќе се седиш како млад човек од замина во Германија, никој не познаваше, дали овој човек некој им рекол на твоите деца, дојдете си во Македонија, а оно што рече, кај да си, таму си туѓинец? Пак секоја среда од Битола возот тргнуваше за до Скопје, преку Белград се еше, за тоа немаше ко сега авиони, може само авионски, неко бремена жена или со бебе да патува, се патуваше по месец и пол дена до Австралија, за Америка за месец дена, писка, плаче, луѓе, немаше телевизија, немаше радио, тоа е исто ко на погреб. Многумина викаат дека печалбарството е од памтивека во Македонија. Ајде една порака
до твоите брајчи и сестри, твоите внуци и предси пријатели и македонци. Да. Без разлика дали се во Америка, Австралија, Канада, Нов Зеланд, во Европа, во Европска унија, една порака, дали е добро да се дојде дома, ако ништо барем еднашка, да ги отворат оние стари зарегени катанци, од нивните родни куќи, од нивното родно село, затоа што вика старите пубаво место, од родниот крај, нема никаде. Нема никаде. Голем поздрав до нашите во Австралија, Злате, Дуле и Гоце, Мирко, Каролина и сите македонци кои се наоѓаат во ван границите на Македонија со желба што поскоро да се идат и поиќе пати во Македонија. Локвица уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите локвичани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а наставата се извршувала во црквата Свети Димитрија на македонски црковен книжевен јазик. Според пишаните документи, прв учител бил Ристо Рафајловски, родом од селото Самоков, а бил учител во 2 учебни години и тоа во 1899 и 1900 година. Во учебната 1900 и 1901 година во Локвица учествувал даскалот Томо, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на тањата македонска одредничка револуционерна организација, прв во Локвичко-Крапско-Дебречкиот регион. Во селото Локвица учители биле и Ноне Захариев, Крсто Митов, Симчо Стојанов, Ристо Антич, сите родом од Горно и Долно Порече и многу други. Кога секој добронамерник ќе дојде во Локвича и кога ќе прошета низ селските сокачиња и патчиња, ќе се воодушеви од старата традиционална македонска селска чаршишка архитектура која ја има и ова село. Куќите во Локвица се карактеризираат со тоа што сите се со приземје и кат. Приземјето и катот се изидани од камен, опашани со хоризонтални греди и летви, малтерисани со глинена кал и смешана со слама. Катот служел за живење, а секоја куќа има задолжителен чардак и огниште. Во составот на чардакот се наоѓале амбарите за жито. Во приземните простории на куќата се наоѓале просториите за чување на добитокот. Селските куќи имаат дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи џидови и со големи и тешки порти. Мештаните од селото Локвица ми раскажаа многу приказни за минатото, за нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Локвица низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и исторички аргументи за ова село, ви ги оставам вам со надеж дека помеѓу помладите локвичани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот.